Здраво на сите, добродојавте во третата епизода на од втората сезона на подкастот Vision of Voices. Со мене денеска во студиото е Томислав Андреев, кој е раководител на одделението за заштита на животната средина на општина Струмица. Како таков подкастот како што ние, мислам дека и те како имате да кажете нешто повеќе за животната средина во поглед на Vision of Voices и глас кој што би зборувал и би ги информирал луѓето кои што сакаат да слушнат нешто повеќе околу тој сектор кој што навистина е се повеќе и повеќе важен и актуелен во нашите секојдневни животи. Томислав, здраво. Благодарам што не испочитува и дојде во студиото да си поразговараме на тема животна средина. За оние кои не ве познава, значи вие сте раководител на одделението за заштита на животна средина на општина Струмица. Кажете ми како започна вашето професионално ангажирање во оваа област? Пред се, добар ден и од мене, ви благодарам на поканата. Моето професионално ангажирање во областа на животна средина започна од раните години кога се запишав на Универзитетот за заштита на животна средина, каде што и тоа имам завршено. Со завршување на Универзитетот за инженер за заштита на животна средина имам вработено во општина Струмица, каде што до ден денеска продолжува моето професионално ангажирање во областа на заштита на животна средина. Така. Што беше вашиот порив или некое ваше лично искуство што ја зголеми желбата и мотивацијата да зачекорите токму во овој сектор па да стигнете нели до доста одговорна и главна функција како што во моментот ја имате? Вака сега, животната средина е интересен дел од нашиот живот, бидејќи секој мал чекор во животната средина допринесува за подобро утре. И тоа ми беше првиот порив за да бидам во оваа област. Така. Да, некако се надоврзувате на тој почетен дел што беше во мојата најава, со оглед на тоа дека, како што рековте, нели е доста важен дел во нашите секојдневни животи кои што некогаш го занимаруваме. Како би оцениле вие моменталната состојба со воздухот, водата, па ете и почвата во нашиот град и околината? Моменталната состојба можем да ga оценам дека е добра. Ние сега се наоѓаме во летниот период, во период каде што има пожари кои ги има во нашите котлина, да кажеме, или во блиската околина, како што се на Василево, на планината Невичина, но сепак состојбата со воздухот е стабилна. За разлика од зимскиот период, но во одредени пикови кога има ветер, ружите ветрови ја носи чадот спрема општина Струмица, тогаш може да има малку повишување на PM10 и PM2,5 частичките, но сепак е во рамките на нормалното за летниот период. Така. Доколку не беа пожарите, се надам дека и тие пикови ќе ги немаше, бидејќи во летниот период и години назад немаме појава на загадување на воздухот во општина Струмица. Така, освен од тие фактори. Освен од факторите кои не зависат од нас, да бидеме искрени. Почвата е релативно во добра состојба, земјоделството се развива, овој период е на земјоделски производи. Што е со моментот на горење на неупотребливо веќе земјиште, кое што исто така знае да предизвика пожари, што ја оштетува исто така и почвата, не само она што не е употреблива, туку ете и околната почва, која што можеби се наоѓа во, како да кажем, можеби е достапна и е плодна за некои земјоделци. Да, овој период е многу сушен и секоја мала појава на примерно на пикавец или одредена активност на некои несовесни граѓани може да дојде до заболување на стрништа и да ги опфати плодните почви. Така. Се надевам дека тоа се изолирани случаи, нема повеќе да се случува, така да сега со наредниот период кога е есенската припрема за нивите, ние како општина ќе апелираме дека сите стрништа и сите отпадоци од нивите ќе ги собираме бесплатно преку јавното претпријатие Комуналец и да не ги палат за да не доаѓаме до загадување на воздухот. Така. И остана од сите тие низа на битни
на битни работи за човекот, остана водата. Да, водата Како е многу праш, битен подпрашни, фактор кој што би сакала во овој сушен да период говори. исто така, како што рече директорот на комуналното предпријатие, дека за сега состојбата е стабилна и ние од нашата како одделение ga следиме состојбата и немаме посериозни потешкоти во моментот. Се пие веќе водата? Да, водата се пие веќе година дена Официјално, официјално. Немаме, анализите покажуваат дека е во ред, немаме никакви проблеми за Дека сега. некои граѓани се уште се во недоумица дали се пие, некои се навикнаа на таа вода од потрошувачки места да си купат или да си наполнат од некој извор кој што смета дека има почиста, да кажеме, вода, па затоа така ве прашувам може да сугерирам дека преку Центарот за јавно здравје на Струмица, што е многу битно, секоја недела се следат состојбите и се прават анализи. Плюс јавното комунално предпријатие горе на филтр станицата секојдневно прави анализи за питката вода. Така да нема дилеми околу тоа дека водата е за пиење. Така, тоа е една прекрасна информација да се знае. Многу од изворите не се проверени. Апелирам на граѓаните да помалку да ги користат изворите, а да си го пијат градската мрежа, мислам водовод. Да, водовод. Така. Супер што го расчистивме тој дел, верувам дека многу луѓе не беа 100% сигурни во тие има дилеми. Освен тоа што го споменавме, кои се другите предизвици што се соочува општина Струмица во поглед на животната средина и дали ги има воопшто? Најмодерно, да кажеме, секојдневното создавање на отпад. Еден од поголемите предизвици кои општина Струмица активно работи за да го реши. Апелирам исто уште еден апел граѓаните колку што може помалку да фрлат отпад на дивите депонии. Бидејќи од самите диви депонии може да се случи да настанува на пожар и да дојде до загадување на воздухот и да има штетни последици во околината. На што се должи таа активност од граѓаните? Дали можеби, што мислите, на недоволна информираност, недоволна свест за последиците кои што следуваат? Општина Струмица веќе повеќе години имаме телефонски број каде што граѓаните може да пријавуваат за собирање или подигање на било каков отпад и тоа бесплатно. Дали може да кажем дека е неинформираност, бидејќи ние секогаш апелираме и по медиумите, и по Facebook страницата, и по разни портали дека комуналеци и општина Струмица стојат на располагање, дека од секој отпад ќе биде подигнат и тоа бесплатно, само да не го фрлат на дивите депонии, бидејќи се ствара грозна слика, да кажем еден вид, и за самите нив не е убаво. Така, за сите ние кои што живееме, исто така живееме во еден отпад, да кажем. Така. Како се справуваме исто како општина со селекција и делот на рециклирање на тој цел отпад? Вака се како општина Струмица ние ги имаме подпишено сите можни колективни договори со постапувачи на отпад. Прво да почнем, ние веќе има долга соработка со Пакомак, каде што на многу семејства има поделено втора канта за селекција на отпад, на лименки и на пластика, каде што секоја среда комуналец го подига тој отпад, кој исто така после се рециклира. Изразуваат ли граѓаните интерес за таквите канти за отпадот? Да, изразуваат. Мислам дека се повеќе и повеќе почнува да расте свеста. Потоа имаме едукација на населението преку најмалите и средните училишта за селектирање на отпад и во која канта каде што треба да се селектира, да не се фрля отпад, да се чува опремата што има поставено во општина Струмица, да не се крши или да има вандалски појави. Потоа имаме направено селекција за електронски отпад, значи во општина Струмица има поставено 12 големи континери каде што може да ги селектираат електронски отпад. Исто така граѓаните бесплатно. Потоа имаме воспоставено мрежа за собирање на текстилен отпад. Паралелно на тоа имаме и преку апликација на телефонот селектирај отпад, каде што граѓаните до кои немаат канта можат со селектирање на код преку кеси кои јавното комунално предпријатие ги дава исто така бесплатно, секоја сабота да доаѓа комунално предпријатие да ги подига од самиот дом.
Значи ги имаме сите механизми, само треба поголема желба од граѓаните на општина Струмица за тоа малку да се дигне на повисоко ниво. Така, имаме значи алатки на дофат. Паралелно на тоа има поставено полуподземни континери, каде што се стремиме отпадот да не е вонка или да е околу старите континери, туку да е заштитен внатре, да нема исцедок во почвите, да не се ствара пожари, така да мислам работиме. И лоша миризба што Да, и лоша миризба што со тоа се спречува. Да, беше проблем, така е. За секој поздрав е тоа со полуподземните континери на вистина. Што е со моментот на рециклирање на пластични шишења кои што има поставено вакви апарати во некои од фреквентните маркети во Струмица? Тоа можеме да го споменеме. Ви благодарам на укажувањето и с тоа го заборавив. Општина Струмица, за разлика од другите општини, си има набавено 3 вендинг машини кои во соработка со Пакомак, општина Струмица за секоја лименка и пластично шише дава паричен надоместок. Паралелно на тоа и Пакомак си има своји рекламни бенефити и плюс и дават поедини на картички, каде што после граѓаните во тој маркет каде што е поставена вендинг машината може да се ги искористат за пазарови на... Така, значи на сметка на оставените пластични шишења тие добиваат поени кои што при пазарење може да бидат употребени. И согласно извештаите кои ги дава Пакомак, бидејќи тој управува со тие вендинг машини, интересот кај граѓаните на општина Струмица во секој квартал се е поголем и поголем. Така да се надам дека во наредниот период ќе поставиме уште 1 до 2 вендинг машини, за да може да го покриеме цел град со такви машини. Супер, да. Убава информација, убава е тоа да се знаете, сите нели пазаруваме, па зошто да не го правиме тоа се почесто и повеќе. Со оглед на тоа што се наоѓаме во најтоплиот период од годината и екстремно е топло, некако следното прашање беше инспирирано од летните межешки температури. Дали општината инвестира во обновливи извори како соларна енергија? Општината има проекти за... Имаме доста сончеви денови. Да, Струмица, како што знаете, еден од најсончевите денови. Значи имаме веќе подготвено 3 проекта каде што треба да се постават фотоволтаици на сите објекти кои се под надлежност на општина Струмица, да се произведат електрична енергија од сонцето за сопствените потреби. Паралелно на тоа имаме еден поголем проект каде што и финансите средства се поголеми за него, на пречистителната станица за отпадни води да се постават фотоволтаици во самиот двор и со таа електрична енергија да се покрива филтер станицата, пречистителната станица за отпадни води и уличното осветлување. Значи во наредниот период општина Струмица ќе работи на овие 2-3 големи проекти. Да, доста паметен потек, нели доколку се спроведат тие проекти. Од сега па во временски период до 5 години да речеме, кои се трите најважни еколошки приоритети за општина Струмица според вас? Значи, намалување на загадувањето на воздухот е еден од главниот приоритети на општина Струмица и претпоставам и граѓаните тоа го бараат. Осигурување на во овие екстремни услови на суша, исто така на питка вода и намалување на отпадот во општина Струмица. Тие се главните 3 приоритети кои што ние треба да се стремиме да ги намалиме. По принцип да кажеме дека ако загадувањето во општина Струмица е екстремно во 80 до 100 дена од годината, барам да го намалиме на пола. Тоа би бил голем успех за општина Струмица. Што меѓу другото се и активни проекти, речеме и проблеми на кои што работите и ги совладувате. Исто така може да кажем дека ние го субвенционираме и гасот, бидејќи општина Струмица, како што знаете, прва гасифицирана општина и сите наши институции се гасифицирани и исто така апелирам, сега да кажем дека општина Струмица цела година трае повикот за бесплатен приклучок на гасоводната мрежа. Значи општина Струмица го финансира приклучокот од износ на 44.760 денари кон домаќинството кој ќе изрази желба да се приклучи на гасоводната мрежа. И плюс на тоа му е 10 денари на метар кубен газ од цената на
кој тоа го плаќа. Има ли интерес од нашите сограѓани? Па има, да. Може да кажем дека поленка се враќаат повторно на газ. Бидејќи цената на газот се стабилизира, бидејќи беше качена со војната која избумна од Русија и Украина и беше енормно скапа, но сега се стабилизира. Така. Што е потребно, ете сега кога спомнавте тоа, што е потребно едно домаќинство да аплицира за гасоводна мрежа? Доаѓаат, претпоставувам, доаѓаат, да ја провери релевантноста на... Значи, вака сега, со јавното претпријатие за Струмица газ, со кој тесно соработуваме, имаат они воспоставено барање за приклучок, екипата на Струмица газ излегува на терен, увидува дали може да се приклучи на гасоводната мрежа, ни дава зелено светло дека одредената фамилија може да се приклучи, поднесува основни податоци барање, како трансакција, сметка, лична карта, улица и број, такви основни документи. Значи не треба ништо по-специфично од основните специфично и потоа јавното претпријатие Струмица газ го приклучува корисникот и тие пари што треба да ги наплати од него, му ги наплаќа општина Струмица. Така. Дури немаме некои критериуми за да треба да биде приклучен 2 години, 3 години, 5 години, значи нема никакви ограничувања. Да. Конкретно во делот на проектите кои што треба да бидат остварени во наредните 5 години за животната средина од страна на општина Струмица, ме интересира малку повеќе на тема зелена површина. Актуелниот парк, кој што верувам дека имате што повеќе да кажете на таа тема за сите што ги интересира. Како што знаете, веќе го најави нов, може да кажем, градски парк во населба Карпош, со површина негде над 30.000 хектари. Веќе дел почна да се работи, дел од средства се обезбедени преку Светската банка и европските фондови. Вториот дел, кој веќе се проектира и ќе биде продолжеток на првиот дел, е преку UNDP програмата за заштита на животната средина, каде што општина Струмица и UNDP се партнери и ќе бидат финансиран 50-50. Значи општина Струмица ќе одели 10 милиона денари за тој парк, исто толкова сума ќе одели UNDP, но можем да кажем некоја новина дека општина Струмица ќе даде дополнителни средства за да направи информативен центар, односно центар за дигитализација, каде што внатре најмалите ќе имаат информација за шумите, дрвјата и се поврзано околу градското зеление. Така, тоа ќе биде се дигитално, претпоставувам, онлайн. Онлайн, да, така е замислено, но се уште го немаме целосно проектот па да биде презентиран пред легендите. Така, кога од прилика би требало со оглед на тоа што веќе нели е започнена самата градба да биде готов? Со оглед на динамиката се надевам дека напролет ќе имаме нов градски парк. Напролет, па тоа е прилично за скоро време. И поврзано со таа тема би ве прашала и што беше главната инспирација за создавање плюс таква зелена површина? Значи, општина Струмица се стреми кон зголемување на зелените површини како сите модерни општини светот. Значи, граѓаните сакат помалку згради или урбанизација, сакат повеќе скверови или градско зелениво, каде што може да ги поминуваат часовите во овие топли денови. Така. Исто така, овде да се надоврзам, нели, прашањето се проектите кои општина Струмица работи на загадување на воздухот, морам да кажем дека еден од иновативните, туку најдобрите проекти е воведувањето на електричен јавен превоз во општина Струмица, кој може да кажем прв на Балканот. Еве сега под примерот на општина Струмица гледаме државата Република Македонија сака да во Скопје да воведе електричен јавен превоз. Ние со ова го се покажа, значи како е ефикасно. Па еве од нова година, сега сме некаде почетокот на август, може да кажем дека граѓаните веќе го користат електричниот јавен превоз во општина Струмица. Така. Имав едно прашање кое што ете конкретно за таа тема за автобусите. Некои граѓани сакаат да биде поставена,
Па би ве прашала кога би се поставиле табли за да се информираат граѓаните кога има автобуси, докаде ќе бидат фреквентни, докаде се фреквентни, ќе циркулираат и така натаму. Се надевам дека во наредниот период и тој проблем ќе биде решен, бидејќи да, и до нас стигаат, предпоставуваме до предпријатието Струмица транспорт имат истите барања, дека помина тој период од некаде 6-7 месеци тест период и сега увидува во кој временски интервал се движат автобусите, веќе наредниот период ќе може да се постават тие дигитални табли со GPS уреди, предпоставам вака, за да може да знаат луѓето во колку точно идат автобусите, која линија иде и за да знаат во колку часот да си го чекаат автобусите. За поголема информираност на сите. И полесно користење на градскиот превоз. Кога ги начнавме сега сите тие проекти или активности кои што се спроведуваат, исто така настрана од почвата, водата, загадувањето, воздухот и сите тие основни фактори, кој е вашето како раководител на оделение за заштита на животна средина, кој е вашето мислење на црвените патеки, јас би ги нарекла зелени патеки, што се нели за велосипеди, и што се навистина доста актуелни и добро испромовирани и од страна на самите граѓани. Како екологист или како да кажеме, ајде, можеби не велосипедист, ама како љубител на животна средина, една од подобрите работи што се случи во општина Струмица е изградбата на велосипедски патеки. Лично за мене, не само како раководител, и како граѓанин на општина Струмица, бидејќи се улеснува транспортот од едно место до друго, еколошки превозно средство е велосипедот. Ние како општина Струмица може да кажем дека даваме субвенции за велосипеди секоја година и тоа по износ по 10.000 денари. Нема друга општина во Македонија каде што дава таква сума. Го промовираме велосипедизмот и се надевам дека во наредниот период ќе најдеме средства или дел од проекти, дел од собствени средства, да ја продолжиме мрежите и во другите делови каде што нема моментално црвени патеки. Така. Уште многу се или уште малку се тие делови? Останаа ли уште многу? Има. Значи, наредниот потек треба да е од ева на дирекцијата каде што е на кружниот тек, па до Еленица фабриката, да се поврзи со, како се вика, со долниот дел на градот, преку транзитот, бидејќи таму треба да е булеварско решение, до Дабиле и така да го поврзиме цел дел. Цел град, малце не. Супер информација. Како може да се зголеми свесноста на младите во поглед на животната средина? Што мислите? Кој е вашето досегашно искуство или па некои идеи во врска со таа тема? Свесноста на граѓаните и на младите треба да се почне од основното образование. И покрај домашното воспитување треба да имате основно знаење за животна средина и мислам дека новите генерации се далеко напред во тој поглед и дека се повеќе разбираат што значи животна средина, што значи фрлењето на отпад, уништувањето на дрвјата во општина Струмица или парковите, јавното зеленило. Сметате дека се малку повеќе информирани, за разлика од претходните генерации. Дека нели се и во свое време. Сега сме да бидеме искрени и животната средина за разлика од 10 години претходно е сега на поактуелно во самите емисии, вести, во самиот живот како тема, да. Претходно беше малку табу тема животната средина. Сега сите го спомнуваат, сите се залагаат за почиста животна средина, така да мислам дека и најмладите се добро информирани за што значи животна средина. Па ете ја искористуваме оваа прилика преку вакви медиуми и нели вакви подкасти и средби да апелираме и да ја пробудиме свеста кај граѓаните и кај младите, особено затоа што светот останува на младите. И последното прашање кое што ви го поставила е која е вашата порака до сите наши сограѓани, посебно пак ќе спомнам млади сограѓани, како да ја заштитиме животната средина и како да ја негуваме. Значи, порака, не може да кажем порака, ама вака како апел, значи апелирам за помалку уништување на
прво на јавното зелено, на дрвјата, помалку фрлење отпад таму каде што не има местото на отпад. Информирајте се, бидејќи општина Струмица ги има сите механизми за бесплатно подигање на отпадот. И во наредниот период, зимскиот период, ве молам, не палејте како да ги кажам, пластични шишња, гуми, се што не треба да се пали, бидејќи со тоа ќе допринесете за помалку загадување во општина Струмица. Така. Ви благодарам за денешното гостување, што бевте дел од нашиот подкаст. Ви посакувам среќа на некои идни проекти на вашата функција, да ни ја чувате животната средина, да реагирате со проекти, ќе се трудиме да ја чуваме и ние, па ете се гледаме на некоја следна дружба. Ви благодарам за поканата. Благодарам. Пред самата одјава на емисијата би сакала и да напоменам дека овој проект го спроведува Центарот за истражување и анализи Новус во партнерство со Discover Србија и е финансирано и поддржан преку Think Tank програмата за грантови на Прогрес Институт за социјална демократија Фондацијата Калеви Сорса. Програмата за грантови е поддржана од Министерството за надворешни работи во Финска.